Идејата да сме тука присутни беше наша, да го искористиме и присуството и на министерот за земјоделство, да може и ви да поставите прашање, но на некој начин да го искористиме собирот и да ве повикаме за она што сме буквално ангажирани сите овие неколку дена наназад. Имаме пред нас многу важни локални избори. Локални избори на кои што ќе треба да избериме и градоначалник и состав на совет, кој што ќе се грижи не само за општина Кавадарци, туку ќе се грижи за сите неизини граѓани. Значи тука мислам вклучително и на сите овие населени места кои што се во близина на Кавадарци. Бидејќи се познаваме добро, не ни е прв изборен циклус, неколку пати тука сме биле, сме одржувале средби, сме комуницирале. За мене е многу важно заедно да склучиме јас со вас еден договор дека доколку добиам поддршка, утре како иден градоначалник, прво нема да ја изневерам со тоа што ќе бидеме честни, транспарентни и отворени према сите вас. Општината мора да го промене своето работење од тоа што е до сега. Во кој дел тоа го мислам? Тоа го мислам во делот на она што значи градоначалникот мора да биде слуга на својот народ, на Кавадарци. Идејата да се вклучиме во оваа работа, да работиме со сите сили за подобро Кавадарци беше да успееме да го собериме најдоброто што може и по образование, и по знаење и да го ставиме на една страна. Тоа сега го имаме како еден квалитет и од тој аспект мислам дека задачата која што следниот период ќе ни биде доверена, а тоа ќе биде да направиме општина на посреќни, позадоволни граѓани и од аспект на тоа што се барање на граѓаните, но и од аспект на она што ќе биде наша визија да ја реализираме во следните 4 години. Можам да ви кажам дека ќе воведиме неколку новини во работењето на општината. Прво и основно ќе има еден ден кој што ќе биде ден само за граѓаните. И точно ќе се знае во 4 години од мојот мандат кој ден ќе биде оној ден кој што во текот на неделата ќе можете да дојдете и да го кажете вашиот проблем, да интервенирате за нешто што е врзано со вашето живење, градоначалникот и службите да испаднат во пресред и да се реше тоа што ви сметате дека во овој дел, во овој крај на Кавадарци треба да се промени или да се реши. Мислам дека идејата да градоначалникот комуницира и преку урбаните заедници е исто така добра. Нема да се случи никогаш повеќе да носиме буџет без при тоа да се земе во предвид се она што вие мислите дека треба да се вметне и од комунална изградба и од изградба на се она што значи живот за Бегниште, за Ресава или за овој крај на кој што гравитирате вие тука. За мене е многу важно да имате во предвид дека градоначалникот и јас и мнозинството во советот ќе ја побараме поддршката и се надеваме дека сме сигурни дека ќе ја добиеме. По превземањето на власта, бидете сигурни дека нема да дозволиме моќта, политичката власт да не промене. Заради тоа што тоа и до сега сум го покажал дека е во пракса така. Оваа работа сигурно не ја правам за да правам некакви лични богатства или капитали кои што не ми требат. Напротив, се вложувам и сум тука и во Кавадарци и меѓу вас за да направиме нешто поарно. И од тој аспект мене ќе ми биде драго сите оние ваши барања кои што ги имате ни да ги реализираме. Или ако не е возможно, во еден разумен временски период од 4 години мандат на градоначалникот да се решат многу прашања кои што Бегниште ги има како потреба. Ќе го слушаме пулсот ваш, пулсот на урбаната заедница, на местната заедница и така ќе ги решаваме нештата и оние проблеми кои што ги имате како наталожени проблеми изминати години наназад. Во делот на комуналната изграда, во делот на инфраструктурата и за населените места и за Кавадарци планираме комплетно менување на политиката од тоа што е до сега. Во делот на спортот исто така, во делот на образованието сакаме да ги обновиме буквално сите оние училишта кои што на некој начин забот на времето ги заборавил и денес учениците учат во, би рекол, несоодветни училишта кои што не му овозможуваат до тој степен својот талент да го искаже како ученик. Морам да ви кажам дека се оноа што значи поддршка, а е врзана со земјоделието, градоначалникот преку едно силно лобирање и инсистирање ќе ја праве. Идејата е во таа насока да сите вие се вклучите и да помогнете конечно на локално ниво да имаме градоначалник кој што на некој начин ќе биде ваша десна рака. Кој што во текот на 4 години мандатен период ќе го работи она што е интерес на граѓаните и на Кавадарци, но и на овој дел од Тиквешијата и сигурно во ниту еден момент нема да ги забораве лозарите. Точно е, локалната самоуправа и здруженијата кои што ги имаат
во вид сите овие проблеми кои што лозарите ги имат, можеби не се во директна корелација, но градоначалникот ја има таа лидерска улога, промотивна улога да заедно со владата, заедно со Министерството за земјоделие да сторе се што е во негова надлежност, да има и сигурно гарантиран откуп, но и да има редовна исплата на грозјето, повисока онака како што барат лозарите. Токму од тој аспект мислам дека еви пред вашиот собир можам да кажам да ја побарам искрено, честно, отворено, со буквално честни намери пред сите вас, да ве замолам да го искористите вашето право на 15 октомври и да гласате така како што вие мислите. Еве, да бидам еден чекор, да речам поискрен за разлика од останатите политички противници, не ве тераме по секоја цена. Но имајте во предвид дека на овие избори многу е важно со промената на централната власт да направиме и промена на локалната власт. Заради тоа што на тој начин ќе има само така развој и напредок и на ово општество наше, но и на подобрувањето на состојбите. Мора да се менуваат луѓето. Не е добро да има концентрација на политичка и на финансиска моќ во едни исти луѓе. Заради тоа што тоа не носи добро. Во општеството мора да има рамнотежа на силите. А тоа ќе го направиме само со тоа ако дадеме шанса со заокружување на редниот број 19. На тој начин ќе отвориме еден процес, Кавадарци да го фати чекорот со сите модерни општини и да имаме локална самоуправа и совет на општината кои што ќе бидат во служба на граѓаните. Исклучиво во служба на граѓаните. Мислам дека сите оние забелешки, сите оние идеи кои што ги имате и преку урбаната заедница, но и преку вие лично сами на тие отворени денови кои што општината ќе ги гарантира, ќе може да ги искажите и на тој начин таа непосредна комуникација помеѓу мене и сите вас заедно со советниците од нашата советничка листа, ќе можеме на некој начин да ги детектираме сите проблеми кои што вие ги имате, а ние кои што ќе треба да ги решаваме за ваше добро и за добро на општината. Еве, би сакал, добро е да слушнеме и ваше мислења, да ни укажите, ако цените дека во некој дел правиме грешки, а ако имате некоја дополнителна идеја која што сметате дека е многу важна, да ја искористиме исто така да ја презентирате и тоа до завршетокот на оваа кампања ние тоа да го и реализираме и да го направиме. Ве повикувам на 15 октомври да си го искористите вашето избирачко право и за редниот број 19 да заокружите. Јас ви тврдам дека нема да бидете изневерени, аз сум сигурен и познавајќи се добро едни со други, знаете дека ваквите средби и ваквите комуникации ќе бидат наша честа појава. Бегниште, Ресава нема да бидат заборавени во текот на 4 години наши и можам да ви дадам цврсти гаранции, еве и пред министерот за земјоделство, тука пред сите вас.